Еколошката такса со која владата сака да ја зголеми цената на горивата за 4,13 денари по литар ја бранува јавноста со денови. Власта бара драстично зголемување на оваа давачка без да покаже анализа зошто зелената такса, која и досега ја плаќавме, енормно се зголемува, алармира екс-министерот за животна средина Маријан Додовски. Според него, доколку навремено би се одвојувале реални средства за реални проекти, немало да има потреба сега целиот товар од еколошката такса да падне на грбот на граѓаните. Се бара зголемување на оваа еколошка такса, драстично многу големо зголемување, без при тоа ние да излеземе со одредена анализа. Зошто толку се зголемува? Како е направена таа проценка дека од 0,15 треба да се покачи на 3,65 денари од литар? Каде ќе биде отчетноста за тие финансиски средства, каде ќе биде контролата на тие финансиски средства и како ќе бидат тие финансиски средства распределувани. Граѓаните ќе плаќаат зелена такса, но дали парите ќе завршат на вистинското место? Парите нема да одат во буџетот на Министерството за животна средина, туку ќе одат во буџетот на државата на Република Македонија, односно во буџетот на Министерство за финансии. Така да ова веќе отвара многу дилеми дека овие средства може ќе бидат наменети за други проекти или за други активности. По основите кои ги спомна за Министерство за животна средина, некаде околу 1,2 милиони евра се легнати на сметката каде што треба да бидат во Министерство за животна средина, а додека за оние останати еколошки такси 4,6 милиони се на сметката на Министерство за финансии. Каде одат парите од Министерство за финансии, навистина нема отчетност поднос на тие средства. Според Додовски, решението е Фонд за животна средина кој ќе може ваквиот проект да го стави во функција за здравието на граѓаните и здрава животна средина.